Прва стратегија за ретки болести кој нема да го регулира само здравствениот сегмент, туку и образованието и социјалните потреби. Националната алијанса за ретки болести заедно со Министерството за здравство и Комисијата за ретки болести интензивно работат на новиот стратешки документ кој наскоро треба да биде објавен и усвоен од владата. Представниците на лицата со ретки болести со посебна порака до институциите. Ние сме граѓани кои што треба да бидеме правно заштитени и да ни бидат дадени еднакви можности како и на останатите. Ова ни е особено важно затоа што не сме зависни само од терапијата, туку имаме потреба за поддршка и во овие останати области. Значи, додека нашите деца се во училиште, треба некој да разбере дека имаат поинакви потреби и треба да им се дадат други можности за да можат да го завршат образованието, за да добијат вработување во социјалата и да добијат одредени социјални права. Од Сдруженијето бараат повеќе пари за финансирање на програмата за ретки болести, а побарале и средба со министерот за здравство Азир Алиев. Тој пак објасни дека парите не се скратени, туку се прераспределени, а за разговор е секогаш расположен. Методологијата се смени и сега веќе отвараме постапка за 3 години, која што ако во случај се трошат повеќе од количините кои што ќе ги имаме како држава, ние да имаме време да отвориме друга постапка, а се со цел граѓаните да ги добиваат тие лекарства на време. Дополнително надлежните најавуваат и системски решенија. Фокусот ќе биде во брзата диагностика, што е круцијална за лицата со ретки болести, цените пристапни според потребите на граѓаните, а ќе им биде достапно и генетско советувалиште. Во МАНО Центарот за генетика се обезбедени услови за секој еден да биде тестиран, обезбеден и семеен пакет за тестирање, за да може истовремено да бидат тестирани повеќе членови на семејството, и за оваа година планираме неколку проширување со Центарот за генетика, вклучувајќи и генетско советувалиште. Последниот ден од февруари, единствениот редок месец со помалку денови, има посебна символика. На последниот ден од месецот се одбележува меѓународниот ден на ретки болести со цел да се подигне свеста за предизвиците со кои се соочуваат овие луѓе и нивните семејства, како и за да се поттикне диалогот помеѓу институциите за унапредување на политиките за нивна подобра интеграција во општеството.